по лекувањето на стомачни и бубрежни заболувања, а пиењето на водата помага во исфрлувањето на камења од бубрезите. Околината изобилува со многу шумски плодови и терени за рекреација, па токму затоа не можете да го одминете ова место. Продолжуваме да ги освојуваме висините магепсани од боите, но сепак со голема желба да стигнеме до нашата цел – ски центарот Кожув. Особено ќе бидат изненадени оние кои првпат доаѓаат на ово место, бидејќи ќе го видат голиот човек. Верувале или не, локалитетот со видот гол човек се наоѓа на источните падини на Кожув, на оддалеченост од 2,5 километри западно од селото Горничет, од левата долинска страна на Коњска река и зафаќа површина од околу 5 хектари. Во Македонија овој редок дрвен вид се среќава уште во кањонскиот дел на Црна река. Дрвјата, иако не се дел од густи шуми, ја нудат гордоста која им ја дарувала природата и ги има од најразличен вид, а визуелно најинтересно е мощно реткото дрво гол човек, кое 2 пати годишно ја менува својата кора. Така, кога ќе го допрете, имате чувство дека допирате нежна човечка кожа. По 50-минутното патување од Гевгелија дојдовме до ски центарот. Ги одморивме очите во далечината на Кожув, планина која изобилува со огромен воден потенцијал. Зафаќа површина од 1000 квадратни километри на територијата на две држави, Македонија и Грција. Во границите на Македонија, Кожув припаѓа со 80%, а останатите се во територијата на соседна Грција. Растителниот свет е богат со најразновидни врсти, но секако најатрактивни се лековитите билки. Планината Кожув е првата природна бариера на републиката која директно ги поднесува влијанијата на медитеранската и континенталната клима која надоаѓа од Егејското море. А како последица на ова, во периодот од мај до октомври има обилни врнежи, додека во периодот од ноември до април има снежни врнежи кои прекриваат 150 сантиметри во зимскиот период. Кога сте толку високо имате чувство дека сте на врвот на светот. Меѓутоа ние се уште не ја напуштивме Гевгелија. Се наоѓаме во ски центарот Кожув на околу 2200 метри надморска висина. Првите домаќини кои не пречекаа се шарпланинците и Бернадинец од Берна која срамежливо изведе. Виктор, како е чувството да си волку високо? Чувството е прекрасно. Повторно ќе речам со оглед на тоа дека не ми е прв пат да бидам овде во оваа прекрасна природна убавина на надморска височина од 2200 метри. Сакам да ги повикам сите оние кои уживаат гледајќи ова наша емисија. Значи, повелете, посетете го ски центарот Кожув. Не само за љубителите на зимските спортови, туку и во летниот период, кога сакате да избегате од високите температури. Дефинитивно, иако додека го снимаме овој материјал е есен, меѓутоа температурите се летни. А разликата во температурите е некаде околу 10 до 12 степени. И повторно, повик до сите оние влюбеници во чистиот воздух, прекрасната шума, терените за пешачење. Повелете, ски центарот Кожув ве очекува. Погледот од врвот не допира до низината и се заробува со ниските натежнати облаци. Некаде се создаваат облаци како острови среде море. Величенствена тишина од која и ушите болат. Чистиот воздух, сонцето и природните убавини се она што најмногу ги плени посетителите на Кожув. Пространите скијачки терени без шуми, местоположбата и природните ресурси со кои располага планината гарантираат дека овој ски центар ќе стане нова, атрактивна зимска туристичка дестинација во нашата земја. Со изградбата на патотер 112 очекуваме ова година да има многу поголема посета. На располагање ги имаме двата ски лифта, тоа е ски лифт Зелен брег и ски лифт КДВС-2 и жечарата Марково езеро. На жечарата Марково езеро ќе има 3 стази, кои што скијачите некои од нив ги знаат. Тоа е стаза 9, 6 и ова година ќе ја штампаме и стаза 3. Го напуштаме Кожув и повторно во урбаната средина. Пред музеот Љупчо Алексовски, човекот кој е задолжен за културните збиднувања во градот, кој оваа година е мека на културата. Може би Гевгелија нема некои културни објекти со кои може да се пофали, меѓутоа има нешто што може со гордост да го каже, еден, да кажеме,
Џаџев е произлезен од Гевгелија, еден председателот на Македонската академија на науки и уметности господинот Старделов, Ангел Динев, природбеникот, музички групи, уметници, значи со право Гевгелија успеа да го добие оваа манифестација од едноставна причина што многу и млади и постари творци твореле и ќе творат во овој град кој што е нели на влезот од Европа. Ние кажавме дека сме горди што оваа година ќе бидеме домакини на многу уметници и навистина до денеса докога го правиме овој разговор продефилира безброј имења културни од Македонија и од странство. Да спомнам само националниот ансамбл Танец, потоа од Хрватска ги имавме Езерки, една група фантастична која го негува македонскиот мелос. Потоа ги имавме најдобрите представници на македонската поп-рок музика, Љубојно, Фолтин, Тони Китановски со своите черкези. Така да настани над 110 досега и кога на крајот ќе направиме еден биланс што се и како поминало низ Гевгелија, ќе бидеме горди што бевме домакини нивни и што гевгеличани го почувствуваат тој сенс културен. Еден од настаните кој прерасна во традиција и станува препознатлив белег на Гевгелија е манифестацијата Смоквијада. Оваа година се одржа по 5-ти пат и доби регионален карактер. Најдобрите мајстори за подготвување сладко од зрели смокви, градскиот воздух го претворија во сладко задоволство, на кое речиси никој не може да остане рамнодушен. Смоквите спаѓаат во најстарите култивирани овошја. Стеблото се нашло во рајската градина, се спомнува во вавилонските написи, а сунераните ја користеле смоквата во лековити цели во 2900 година пред Христос. Таа било омилено овоштие на Клеопатра и на атлетичарите на Олимпијадата, на кои им биле делени смокви како медали. На Медитеранот смоквите дошле од Индија преку Турција. За нив велат, смоквите обновуваат, ги јакнат младите, а старите ги одржуваат здрави и им ги бришат борите за да изгледаат помлади. Забавниот живот во Гевгелија има поинаков тек отколку во останатите градови. Темпото на младите е различен, но исполнет. Казината кои најчесто имаат неколку смени на работа го диктираат времето кое се користи за излегување и шетање на младите низ гевгелиското корзо. Дневната шема е поизразена отколку во останатите градови кои ги посетивме досега. Позитивна енергија, насмејани пријателски лица под гевгелиското сонце е најчестата слика која ќе ја добиете за овој град. Види ја историјата, слушни ја музиката, вкуси ги плодовите, помирисај го планинскиот воздух, допри ги прастарите ѕидини, почувствувај го отмениот сјај на блескавите касина. Ова е Гевгелија. Продолжува нашето патешествие, наречено Ја сакам и запознавам Македонија.